Добро ни дојдовте назад во утринската програма на Алфа телевизија. Добро утро секое утро и следи последниот разговор за ова утро. Нашиот гостин е веќе пристигнат. Веднаш е овде сместен до мене. Зборуваме за каратето и кои се придобивките од каратето и голема чест и задоволство ми е да ви го представам гостинот. Јас ке морам малку да се послужам да прочитам, бидејќи има навистина поголема најава. Магистар Владимир Јовановски сенсеј. Четврти дан карате до, од најстарата карате до организација во Јапонија, Јапонска карате асоциација. Магистар по културологија на УКИМ на темите Зен, Бушидо и јапонски боречки вештини, во истава област е и докторант. Председател на Јапонската карате асоциација на Македонија веќе 7 години и ни доаѓа од Академијата за јапонски боречки вештини Бушидо Доџо. Владимир, добро утро. Дали погрешив нешто во најавата? Може би некој од јапонскиве изрази? Ништо страшно. Ништо страшно, последното. Она што ви благодарам за гостувањето, ви благодарам што ја прифативте нашата покана. Она што е повод за вашето гостување, сакаме малку да го доближиме каратето како спорт, како начин на живот, можеме да кажеме до нашите гледачи. Ама поводот е она што ќе се случува во Охрид од 22 до 26 јуни. Тоа е летен камп. Ајде малку за почеток да позборуваме за програмата, да зборуваме за агендата на летниот камп и кој се може да учествува. Вака, летниот карате до камп е, да речеме, на некој начин традиционален, веќе петти поред, мала пауза имаше кога беше короната, а втора година поред е во Охрид, во хотелот Престол. Може да учествува пред се ние како организатори, односно Академијата за јапонски боречки вештини Бушидо Доџо и останатите клубови кои што заедно сме членови во Јапонската карате асоциација ЈК Македонија, односно карате клубот или карате доџо Фудошин од Охрид и карате клубот или карате доџо Пејов од Скопје. Тоа сте, значи, само карате, лица кои што занимаваат со карате, така? Да, тие, значи, покрај мене, инструктори исто така или учители на кампот ќе бидат и сенсеј Зоран Пејов од Скопје и сенсеј Ѓоко Томовски од Охрид. Да. Да кажеме дека сенсеј значи учител. Учител, да. Во било која област, во овој случај во јапонската боречка вештина карате до. Што значи карате до? Карате до, во буквален превод, кара празна, те рака до пат или начин, или заедно патот или начинот на празната рака. Сега, ако површински го анализираме тоа, ќе заклучиме дека станува збор за боречка вештина која е голо рака и за самоодбрана дека можеме да се послужиме само со нашето физичко тело. Меѓутоа, ако подлабоко малку навлеземе во самата проблематика, ќе може да ја доловине духовноста на вештината, односно празнината, умствената празнина, односно дејствувањето несвесно и спонтано со посредство секако на свесно стекнатите знаења и техники. Убаво објаснивте. Сега да се вратиме повторно на кампот, бидејќи не кажавме програмата. Ќе трае неколку дена, како што кажавте, во Охрид. Дали ќе биде од надпреварувачки карактер или чисто е дружење, релаксација, испробување на вашите боречки и умствени вештини? Пред се е значи изучување на јапонската боречка вештина карате до, практикување зен медитација, дружење, нели рековме, треба спонтано да се действува, така да спонтано ќе биде, нема стриктна програма со правила во толку и толку се станува или во толку и толку се легнува и во толку и толку се вежба, ќе оставиме малце слободно да се одвиваат работите во духот на зенот. Така. На летниот камп Академијата, организатор е Академијата за боречки вештини Бушидо Доџо. И Јапонската карате асоциација. Кажавте што значи Бушидо Доџо. Ајде за една лична... Не кажавме за Бушидо Доџо. Не кажавме за карате до. Да. Па ајде да го објасниме тогаш терминот Бушидо Доџо. Вака, Бушидо, прво како термин, е составен од деловите буши воин, до пат, нели, или начин, или заедно Бушидо означува патот на војнот или начинот на живот на воената класа во Јапонија или
популарно на самураите, кои биле 7 века на власт во Јапонија. Значи, шогунот бил во тие 7 века дури над императорот. Така да има тежина самиот збор Бушидо, ја долува самата суштина на Јапонија и на јапонската култура и традиција. Значи еден воинствен, спартански начин на живот, така? Па да, не би сакал сега одма баш паралела спартански или античко-македонски или ред други. Меѓутоа, покрај физички, нели, воена класа со тренинзи, со се, имале Со еден ред, со една дисциплина, така? Да, имале и умствена обука и медитативно духовна обука. Така, покрај боречките вештини. Да, па и самите боречки вештини се телесно духовни практики, не се само самоодбраната. Самоодбраната и борбата физичка е првиот стадиум. Ако некој остане на тој стадиум, има проблем, останал во можеби и агресивен ќе стане тој практика. Филозофијата на јапонските боречки вештини е покрај телесниот дел и духовниот дел, односно она кое што максимално ќе се извежба свесно и со полна концентрација, односно тие боречки вештини, борбени техники или ваза на јапонски, да може потоа спонтано и несвесно да се употребат во ситуација или. Тоа е само одбранбениот дел, меѓутоа постои дел каде што вештината треба да се види од една повисока точка, односно сама широката слика да се види и да можеме во било кој домен на живење да ја примениме вештината. Затоа е начин на живот. Да. Да. Сега така се вика и вашата академија, Бушидо Да, доджо, не кажавме, нели? Самиот термин доджо означува до, нели, исто пат или начин, а джо е место. И место за изучување на патот. Или се заедно Бушидо доджо означува место на практикување или изучување на патот на воинот. Добро, и сега вие во академијата не сте војни, така? Вие си изучувате карате до, така, ако добро кажав. Една лична карта на академијата, кој се може да дојде кај вас да изучува не само боречки вештини, туку и умствени вештини, како што добро ве разбрав, бидејќи една комбинација. Вештина, да, самата боречка спојна на вештината, боречка практика, и на духовниот пат. Една лична карта за академијата која што го организира овој летен камп. Академијата е формирана од 2012 година. Сменивме неколку локации. Од 2022 година, после 10 години постоење, имаме собствен простор спроти Джева Хирикулите, нели, во населба Лисиче, таа населбата со куќи. И веќе 2 години работиме на тоа место. Може да вежба секој кој што сака да вежба, нели, има желба да вежба. Нема посебни возрастни граници. Освен да речеме минимум барем 5 години да има практикантот, а крајна возрастна граница нема. Тој кој што сака... Колку што може, додека може, така? Да, може да дојде. Бидејќи не смееме, боречките вештини немаат никакви лимити или никакви граници, така да би било апсурдно ако ставиме горна возрастна граница како лимит. Да. Има интерес, предпоставувам, за изучување на овие вештини. Па има од 5 до 50 и кусур годишни членовите, да кажеме, така да поделени се во повеќе групи и секоја група е, да речеме, врзана со одредена возраст на Да, колку време ви се часовите и колку пати неделно? Часовите се од 60 до 75 минути во зависност од тоа што е предмет на работа тој час. Да, тој час. Да. Колку пати неделно се среќавате? 2 пати, предпоставувам, така? Не, сите групи имаат по 3 термини во неделата. Во моментов имаме 4 групи, значи секоја група има по 3 термини во неделата. Така. Ограничување, да прашам, или интерес кој има повеќе, машките или жените, и за мажи и за жени е ова, така? Нема никакви ограничувања, како што рековме, слобода тотална. Не знам сега во проценти да искажам, ама има, ги рушиме, да речеме, тие родови бариери. Има и машка и женска популација, а и тие бариери во години ги рушиме, бидејќи има од најмали до најстари, да речеме, еден тренинг беше интересно. Имаше 12 души што беа постари од мене или повозрастни, да речеме. И беше интересно и баш онака си помислев, јас сега во група сум
Еден од најмалите, да. Одлично. Ајде сега да ги објасниме, Владимир, стручно, бидејќи сте магистар и докторант од оваа област, да објасниме стручно техниките, категориите во каратето. Има денови, нели, да кажеме? Данови. Да. Вие имате 4ти дан карате до, од најстарата карате до организација во Јапонија, бевте и тамо во Јапонија, еден период престојувавте. Да ги објасниме техниките, категориите во каратето? Па, оние појаси што ги знаеме степените. Да. Ученичките степени во карате до и во сите јапонски боречки вештини се нарекуваат кю, а мајсторските степени се нарекуваат дан. Сега, ученичките појаси почнуваат од најголем број и одат наназад кон прв степен, а мајсторските степени, да речеме последниот е први кю, од 10 кю, прв степен што би било по ниво, 9, 8, 7 до први кю ученички степен. Или народски кажано кафеав појас кај нас, нели како вика. А потоа дановите или мајсторските степени почнуваат од 9 и одат кон 10, со тоа што во зависност од организацијата, тежината на самиот дан степен може да варира од организација до организација. Да. Вие бевте во Јапонија, од таму донесовте искуство, нели, овде кај нас, го применувате и во вашата академија. Каков спорт е каратето? Па каратето прво не е спорт, нели е прво јапонска боречка вештина, која има спортска дисциплина, која што е за мене, да речеме, минорен дел од вештината, односно спортскиот дел, е повеќе како, да речеме, да може да се доближи вештината до младите, да ја засакаат повеќе младите, да има, нели, нешто опипливо, да може да освои некоја медалја, трофеј се. Оној кој што сака да вежбава како боречка вештина, како начин на живот, заборава на тие работи сега. Не дека не учествуваме на надпревари, меѓутоа тоа е ставено на маргини, барем кај нас сега. Така, поважно е учењето на вештината, нели? И да може умот, да бидеме луѓе и да може да примениме вештината во секој сегмент, во секој домен на живење. Да ја живееме на некој начин, да биде и ние дел од неја и она да биде дел од нас. Така. Кои искуства ги донесовте од Јапонија и како изгледа еден час, да кажеме, како се учи, кажавте каратето, начин на живење, може да го дефинираме, нели, повеќе, бидејќи се користи не само вештината, се користи и умот. Еве еден пример, да кажеме, прост, кога гледаме цигла како се крши со рака, нели? Колку што е потребно знаење и вештина, потребно е малку и така се користи, предпоставувам, може би и тука, еве, вие ќе објасните постручно како тоа изгледа. Да речеме, циглата е противник кој не се движи, значи е полесно да се скрши цигла, него ли да се скрши човек, еве, вака грубо кажано. Ама тоа е, како да кажеме, дел од вештината кој што служи, да речеме, за максимална ментална концентрација во тој момент да се изведе некоја техника. И тоа е стварно исто еден од тие, да речеме, делови од вештината кои што би ги ставил на маргините. Не дека не е потребно, нели, и тоа е дел од обуката, меѓутоа тоа води кон некои други стадиуми, пак, нели, телесно-духовни, кои што се многу поважни отколку да кршиме цигли. Да, тоа е една комбинација, така, каратето е една комбинација, како што кажавте. Сега вие сте 4ти дан. Тоа е, предпоставувам, на високо место сте овде. Вака, со секој степен како напредуваме, не знам, мене не ми прави промена лично дали сум први, втори, трети или четврти степен, или пети или шести, се едно. Секој степен, доколку, по мене кажано, доколку е заслужен и осеќаме внатре од себе дека можеме да го носиме, не ни представува посебно задоволство, туку со, да речеме, со понизност го прифаќаме како дел од нашиот пат и не треба да застанеме, треба целосно да се посветиме и понатаму, да не застане нашата обука, да работиме на себе. Да. Вие каде полагате, Владимир? Овде или во Јапонија? Еден степен имам полагано во Јапонија, меѓутоа другите 3 мајсторски збориме, не, на семинари два во Словенија и еден во Белгија. Така.
со, нели, мајстори или учители од Јапонската Јапонија. каратева Така. асоциација кои што го држале тој камп или семинар каде што сум полагал. Да. Од каде кај вас љубовта кон каратето? Колку време сте во оваа вештина? Љубовта, сега пак точно бројка не знам, 99-та година прв пат сум почнал да вежбам, сум имал прекин каде што сум сакал да Значи пробам долго и време, повеќе. 25 години така. Па да, меѓутоа сум сакал да пробам и други боречки вештини, да видам и на крај пак сум се навратил на карате, бидејќи карате до за мене како боречка вештина е најблиско, односно еквивалентна на зенот. Можеш да работиш и со други, можеш да работиш и сам со себе, на себе и за себе. Љубовта, како и кај секој кој што сакал, нели, да учи некоја боречка вештина е да научиме да, нели, Да се ајде да кажеме да се по браните. наводници, да се одбраниме, Ете, така. да не изгледа грубо. Меѓутоа, потоа, доколку искрено, нели, се посвети човек на вештината и ја засака, ќе му отвори други врати и тој дел како желба за тепање ќе исчезне и ние ќе заборавиме, едноставно спонтано ќе исчезне и ние ќе заборавиме на тоа и ќе се стремиме кон некои повисоки, да речеме, врвови. Така. Магистар по културологија на УКИМ од областа, сега споменавте, нели, Зен, Бушидо и јапонски боречки вештини. Или Будо, И да. докторант сте и на од, ова. да, магистар сум од 2016 година. Тоа е уствари на Институтот за македонска литература. Има културолошки студии кои се интердисциплинарни. И од, да речеме, од минатата година сум запишан и на докторските студии, бидејќи сакав, да речеме, вештините да ги доловам на не само на физичко, туку на некое и теоретско и духовно ниво, да се покаже, да речеме, да се остави некоја трага дека боречките вештини не се само физички вежби, туку имаат и некоја, да речеме, теоретска и научна основа, која е сепак произлезена од телесно-духовната практика. Не е, да речеме, прочитано и кажано, туку тоа мора да израсне од нас самите, за да се преточи во буква и во текст. Секако мора да има подкрепено, нели, литература, која што е и повторно базирана на искуства на некои претходни следбеници на истите вештини. Да. Владимир, кои се придобивките од каратето? Кажавте дека е боречка вештина, умствена. Зошто еве луѓето најмногу се запишуваат на карате? Дали да ги совладаат овие, како што кажавте, одбранбени техники или можеби да почувствуваат некоја смиреност, еден вид спорт како што кажавте? Кои се бенефитите? Зависи од возраста, се различни мотивите кај секој кој што, нели, доаѓа прв пат на час или на тренинг. Да речеме, децата сакаат да научат да се бранат, да се тепаат, да бидат јаки. Малце поголемите деца имаат, да речеме, тие доаѓаат некои што се, да речеме, малтретирани во школа од други соученици или во поредок случај, али полош од наставници и професори, и сакаат да ја кренат самодовербата на некое повисоко ниво, да се осетат сигурни и да знаат дека можат нешто сами за себе да направат и да се заштитат. Било да е, нели, само одбранбено и телесно, било да е во секојдневниот живот. Да. Психички, да рече, психолошки. Највозрастните кои што пристапуваат на тренинг прв пат, пошто има и такви кои што и после 40-та и после 50-та година прв пат доаѓаат на тренинг, тие сакаат и покрај тоа што сакаат да го вратат телото во некоја рамнотежа или баланс, и да научат, нели, да се самоодбранат, доаѓаат за рекреација и за дружење. Значи, различни се мотивите, повторно ќе кажам. Да. Кажавте дека надпреварувањето не е многу важно во вашата академија, меѓутоа сепак учествувате на државни надпревари, нека претпоставам и на меѓународни. Да. Сакате да споменеме некои од тие? Еве вака да не, пошто рековме, нели, ќе го ставиме надпреварувачкиот дел на маргини. Само кратко ќе споменеме дека последните 2 години учествувавме на Европско првенство, а за следната година ни е планирано ние да одиме на Светско првенство.
за резултати не би сакал да зборувам, меѓутоа ете има минатата година во Кати, Сенсе Ѓоко Томовски од Охрид освои 3-то место, јас освоив 4-то место. Во борба ме дисквалификува, а оваа година освоив 5-то место во Кати и 2-ро место во борби, Да. индивидуално. Децата што доаѓа и другите членови стигнаа до 5-то место. Па добри И се резултати надеваме, се тоа, одлични. дека, Така. да, се надеваме дека во иднината тие резултати ќе се подобрат. Пак ќе напоменам, нели, нашиот тип на тренинг не е за тој тип на Да, вие натпревар, сте- туку вежбаме баш на Баланс. традиционално како Така. што се вежба боречката вештина. Вештина, Да. ете така. Каратето, дали е поврзано со некој друг спорт? Дали кога одите еве на овие меѓународни надпревари, државни надпревари, покрај каратето имате и некои други тренинзи или само сте фокусирани на боречките вештини? Па стриктно сме фокусирани на тоа. Има одреден сегмент во нашиот тренинг каде што знаеме да, особено кај помладите, да го разбиеме тренингот со некоја вежба од или од друг спорт или некоја игра. Тоа е чисто за умот малце да не се врзе само за една работа, туку малце да се ослободи. Каратето, кажавте и ке го класифицираме и како спорт, меѓутоа повеќе како вештина. Кажав неколку пати дека бевте во Јапонија. Какво искуство носите од таа земја, од тамо? Па искрено И што е убаво она што го искуство. пренесувате на вашите следбеници, ученици, бидејќи сте сенсеј или учител по карате? Па, конкретно кажано, се што ќе стетнам како искуство, било да е некое моје сознание од мој индивидуален тренинг, било да е од некој искуство и знаење добиено од некој семинар или камп, било да е од обуката која што има во Јапонија, јас го пренесувам со цело срце, без стратегија, нели, што да покажам, што да не покажам. Сметам дека доколку сака човек да напредува, мора да даде се од себе на останатите, нели, да го извади целото знаење. На тој начин тој природно ќе бара ново знаење и нема да заостанува. Доколку тактизира со предавање на знаењето, значи може би застанал во својата обука. Да. Така јас гледам на тие работи. И уште едно прашање што и мене ме интересира, а верувам дека и нашите гледачи, околу исхраната. Постои ли посебен вид на исхрана меѓу карате до вештините, кои што ги, односно оваа најстара карате до, да кажам, техника во Јапонија, постои ли можеби посебен вид на исхрана? Нема, кажавме, нели, карате до на некое највисоко ниво е тотална слобода, така да секој има слобода што сака да јаде, кога сака и колку сака. Меѓутоа, постои еден фактор кој што се вика умереност и скромност, така да секој треба сам да си ги процени своите Мислев, граници. дали можеби се не јадат месо, еве конкретно во Не, Јапонија, дали нема. можеби се повеќе на здрава исхрана, на вегетаријански начин, или нема тука никакви ограничувања околу значи тоа? нема, никакво ограничување, никакво лимитирање. Секој јаде што сака, кога сака и колку сака, со тоа што секако треба да постои умереност, не нели Да не се претерува. да се претерува, да се јаде, да се пие и да станеме 200 кила. Нема никаква логика. Да. Значи, кажавте дека каратето не е тешка вештина, може да се овладуваат и најмали и највозрастни, нема ли некоја возрастна граница. Еве за крај на разговорот некоја порака до нашите гледачи, нас не гледаат повеќе и пензионери. Имате ли можеби порака до нашата публика, дали може да практикуваат карате во некој полесни, да кажам, полесна форма, бидејќи сепак потребна е физичка активност и за луѓето во трето доба? Да, во трето полувреме луѓето може да дојдат кај нас исто како и луѓето во прво полувреме или доба. И нема никакво ограничување, кажеме. На секого му е прилагоден тренингот колку може и Така. колку сака, нели. Секој има различна цел, за секого има, да речеме, програма и начин кој што се модифицира во зависност од тоа колку е спремен и колку има желби да напредува и во кој домен да напредува. Така.
Владимир, ви благодарам за гостувањето, ви благодарам што ја прифативте нашата покана. Ви благодарам на поканата. Да, ви посакувам убави денови, камперски денови во вашиот камп од 22 до 26 јуни во Охрид. Се надевам ќе има повторна можност за наша средба. Може би Се следен надевам пат и да јас. дојдеме кај вас во академијата.